Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Антикорупцијскиот тим на СДСМ објави повеќе бомби, факти и докази за фирмата Pyramid Building Solution, фаворит за тендери во општините под контрола на ДПМН. Дури 51 тендер во вредност од 16 милиони евра добила оваа фирма од општините на ДПМН. Преку нашата дигитална платформа Мицко МК откривме и дека нејзин собственик бил член на избирачкиот одбор токму од ВМРО ДПМН. Тендерската мрежа се шири преку семејни и партнерски фирми кои добиваат милионски договори од институции под контрола на власта. Акт откри и дека сопругата на газдата на Pyramid Building Solution, Оливера Доновска, има фирма со Филип Гулевски, кој пак со друга фирма добива тендер за проектирање и изведба на спортски сали во општина Крушево и аеродром, вредност од 1,1 милион евра од Министерството за спорт. Денеска откриваме нова бомба, нов скандал. Оваа пирамидална мрежа на тендери води директно до кабинетот на премиерот Христијан Мицковски и неговиот шеф Владимир Неловски. Еве како. Оливера Доновска, сопругата на газдата на Pyramid Building Solution, Петар Доновски, е собственичка и управителка на трговската фирма со облека Тргострој ДОО Скопје, основана во 2019 година. По доаѓањето на власт на ДПМН, или точно на 11.4.2025 година, како содружник во фирмата и се приклучува Јовица Неловски. Кој е Јовица Неловски? Татко на Владимир Неловски, шеф на кабинетот на премиерот Мицковски. Дали сега е јасно? Во ВМРО секој функционер или негов роднина си има своја фирма. А како што покажавме, имаат и тендери. 161 тендер за една фирма, 51 тендер за фирма преку општини, 9 милиони евра за двајца вработени, 1,2 милиони евра за фирма блиска до ЗНАМ преку пошта. Нема пари за поголема минимална плата, нема пари за плати, нема пари за пензии, има пари само за тендери. Тендер на овој, тендер на оној, фирма на роднина, фирма на друг роднина. Ова е уште еден доказ дека тендерските шеми и фамилиарните фирми, освен што се партиски и фамилиарно поврзани, водат директно и до кабинетот на Мицковски. Антикорупцијскиот тим продолжува. Работата не е завршена.